Енергетската криза дополнително на колена ќе ја клекне текстилната индустрија. Текстилниот кластер од државата бара на маса да се постави план Б со кој ќе се понуди решение, што ќе се прави доколку се почне со рестрикција на струја. Алармираат владата во најбрзо време да понуди стратегија во која ќе се најдат одговори на многу прашања. На вчерашниот состанок управниот одбор донел одлука со која бараат надлежните истопанствениците да седнат и заедно да разгледат какви чекори ќе бидат преземени во иднина. Кој ќе го плати надоместокот на работниците ако не се работи? Дали и понатаму ќе се почитува стрикно законот сабота и недела да не се работат? Или работите ако има недостаток на струја ќе може да се одработи во други денови затоа што тука ние сме извозно ориентирани, имаме термини и рокови кои што мораме да ги почитуваме. Друго, имаше некои најави па нема да било цел ден, ќе било 2 часа. Замислете вие во една фабрика 2 часа да нема струја и сите вработени, мислам тоа е неизводливо. Најавите за покачување на струјата е причина за голем дел од стопанствениците од југоистокот ги расткинат договорите со приватните добавувачи. Нивните пресметки покажуваат дека наместо 4 сега ќе плаќаат по 10 денари за киловат. Вчера од Дојран тие побараат да се изнајде начин со кој државата ви помогнала во делот на субвенционирање на електрична енергија. Хитно владата на Република Македонија треба да интервенира во делот на субвенции за електрична енергија, бидејќи ако ја земам само мојата фабрика или било која друга, која до сега плаќала 3-4.000 евра месечно струја, сега тоа треба да се множи пута 150% и би испаднало негде околу 10.000 евра само по основна струја. Од текстилниот кластер се категорични дека во моментот кога индустријата поради ковид кризата се уште е на стаклени нозе, покачувањето на платите ќе биде погубно. Треба добро да се размисли какви последици ќе предизвикат овие најави, посебно кај компаниите кои едва и успеваат да обезбедат пари за плати.